таа етапа на разгледување на сите овие елементи предмет на судство, обвинителство, адвокатура и така натаму, е многу важен интегритетот на судите. Има меѓународни документи. Има дури овој кодексот новиот на етика кој што го донесе Сдруженијето на суди. Интегритетот постои можност да се оценува и да се утврдува. И тоа треба максимално многу да се користи за да се добие таа доверба од страна на надворешниот елемент. Заради тоа што постојат инструменти да се утврдува квалитетот, квантитетот, меѓутоа ти можеш да имаш квалитетна одлука, а да немаш интегритет. Немаме многу време да расправаме, меѓутоа само би обрнала внимание на овој сегмент не само во правораздавањето, туку и во оценувањето и во се она друго што значи независно и непристрасно судство.